ова издание. Повеќе од 1000 починати 2 дена поред во САД. Помош од 5 милиарди долари за најпогодените старечки домови. Само 3 дена настава во училиште, а другите од дома. Предлози за новата учебна година во американските училишта. Пандемијата создаде нов проблем – загадување со пластика. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Тоше Огњанов, а вие го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Како ќе изгледа наставата во училиштата од есен? За ова подоцна во емисијата. Сега одиме со главните вести на денот. Американските сојузни агенти употребија созавет за разбивање на демонстрантите собрани пред Сојузниот суд во Портланд, Орегон, доцна во средата. Демонстрантите 56 дена поред протестираат против полициското насилство, расната нееднаквост и неодамнешното распоредување федерални сили во градот. Градоначалникот Тед Вилер беше меѓу оние што стоеа пред оградата на судот кога агентите употребија созавец. САД достигна уште еден несакан рекорд во средата, забележувајќи повеќе од 1000 смртни случаи втор последователен ден. Калифорнија сега го надмина Њујорк со бројот на потврдени случаи на заболени од коронавирусот. Оваа западна држава има повеќе од 422.000 случаи, вклучувајќи и повеќе од 12.100 само во средата, што е рекорд за еден ден, додека Њујорк има повеќе од 413.000 потврдени случаи. Се очекува тропската бура Гонзало, која се движи низ Атлантикот кон Карибите, да премине во ураган. Американскиот национален центар за урагани предвидува дека бурата ќе изгуби на интензитет за време на викендот, минувајќи преку островите Виндвард. Училиштата во САД почнаа да нудат различни можности за посетување настава во новата учебна година. Една од опциите е одење на училиште само 3 дена во неделата. Погледнете како реагираат родителите на оваа можност. Општината Ферфакс во Вирџинија им нуди на родителите избор меѓу комбинирана настава во училница и онлайн или целосно само преку интернет. Мишел и Джона Голдшлаг се решиле за домашно образование за нивниот 9-годишен син, а 11-годишната ќерка да оди 2 дена на училиште и 3 дена да посетува онлайн настава. Главен фактор беше тоа што на вистина добива многу енергија од другарките. Таа е блиска со нив. Мислам дека тешко ќе ја погоди ако не ги види следната година. Одлуката не била лесна за ова семејство. Транзицијата кон онлайн настава за неја беше тешка. Мислам дека го загуби гласот во дигиталната училница. Немаме во домот никој што е во ризична категорија. Тоа беше еден фактор. Нашите семејства не ги гледаме често зашто живеат подалеку, а мерките што училиштето ги презема не изгледаат прифатливи. Маријам Ајромло, мајка на 2 деца, избрала 4 дена во неделата онлайн настава за незиниот син. Ќерката тинеџерка сака да оди на училиште и тоа ја загрижува. Од здравствен аспект, зашто моите родители се постари и се инволвирани со внуците. Слично и кај соседката, таа е лекарка и не сака да ги изложи пациентите на дополнителен ризик. Друга има сопруг со срцеви проблеми. Наставниците исто така можат да одлучат дали сакаат да предаваат во училница или да имаат онлайн настава. Ингер Моран, која предава француски јазик во училиште во Арлингтон, на почетокот сакала да се врати во училница. Колку повеќе читав за COVID-19, станував понервозна. Ги замислив учениците како не носат маски цело време и ја зголемуваат шансата за заразување, но и другите од персоналот, возачите, хигиеничарите, чуварите. Додека некои училишта нудат избор, други во Вирџинија се подготвуваат целосно за настава во училница. Има многу рурални области во југозападниот дел од државата. Тие се многу изолирани области и не виделе ниво на инфекции како во поголемите населени места. Но кај сите новите правила предвидуваат носење заштитни маски, појадок во училница и ограничување на игрите кои бараат контакт. Жители во Танзанија веруваат дека специјален напиток од билки ги штити од коронавирусот, а животот се одвива како да нема COVID-19. Но дали е така? Новинар од Кенија 4 месеци веќе е заглавен таму. Не знам како, но според владините информации, јас се наоѓам во единствената држава од сите 188 која официјално го победила вирусот.
Оваа плажа во Дар ес Салам не заштити од коронавирусот изминативе 4 месеци, бидејќи се наоѓа надвор од урбаниот дел на градот. Но сега, кога владата вели дека пандемијата официјално е завршена, ме интересира како изгледа Дар ес Салам. Прва надеж е да се земе ферибот до бизнис делот во центарот на градот. Не се потребни маски, ниту социјално дистанцирање, иако јас тоа го правам. Ова е центарот на Дар ес Салам и изгледа исто како пред COVID-19, метеж и голема раздвиженост. Моторџиите велат дека нема коронавирус во Танзанија. Келнерката вели дека короната е во Италија, а не во Танзанија. Ако има вирус, за жал ќе има и починати. Одлучив да посетам неколку гробишта, но не забележав никаква активност. Посетив и болница и таму изгледаше вообичаено. Што на вистина се случува во Танзанија? Because in surrounding countries the number of infections is rising alarmingly. Бидејќи бројот на заразени во соседните држави е алармантен, многумина веруваат дека ваквата слика во Танзанија е поради напиток од Мадагаскар, направен од локални билки. За само неколку дена биле продадени 3000 шишиња. So from what I see it might actually be safe in Tanzania. Од тоа што досега го гледам, изгледа дека е безбедно во Танзанија. Иако не сме слушнале за заразени, колега кој работи за меѓународна организација вели дека вирусот е тука и оти не треба да се оди во клубови. While having an indigenous Tanzanian pilau. И додека уживам во традиционалниот танзаниски рецепт со ориз, го слушам обраќањето на претседателот на Кенија, кој најави дека на 1 август границите ќе бидат отворени и ќе можам да се вратам дома. Во брзањето да се обезбеди што повеќе заштитна опрема настана нов проблем, а тоа е загадувањето со пластика, кое што се користи како материјал. Маријама Диало истражуваше за ова. Пластични ракавици фрлени покрај патот или полни корпи со ваков отпад се потсетник дека пандемијата со COVID-19 не е завршена. Како што државите се обидуваат да ги заштитат граѓаните, така расте побарувачката за заштитна опрема. Сијан Садерленд е коосновач на групацијата Планета на пластика. Според нив, речиси 750 милиони парчиња заштитна опрема е дистрибуирана до здравствените работници во Британија, кои се во првите линии на борбата против вирусот од крајот на февруари до средината на април. Употребете ја еднаш, фрлете ја во корпа и ќе постои за секогаш, освен ако не изгори. Мора да ја замениме таа опрема со нешто еколошко. Како, например, материјал што не е пластика, а ја врши истата функција. Ова е иницијативата на Real Brands, компанија за пакување со одржлив материјал, што произведува по 1 милион вајзори за заштита од сонце од почетокот на јуни навамо. Коосновачот на компанијата Иан Бейтс објаснува. Целосно се направени од разградувачки материјал. Рамката е дрвна маса, останатиот дел е картон. Дизајнот е едноставен. Го вадите од торба, не фаќа место зашто е рамно, не треба да го склопувате, веднаш може да го носите. Тие исто така планираат производство на заштитни наметки и ракавици. Како Real Brands и други компании исто така се обидуваат да понудат поодржлив материјал за заштитна опрема. Фирмата Ocean View нуди заштитна маска која може повторно да се користи. Од фирмата тврдат дека може да се мие до 30 пати. Никол Макдермот е извршна директорка. Идејата е што повеќе маски се за една употреба. За нас беше важно да правиме ваква облека за повеќе кратно користење. Пластичната заштитна опрема ќе додаде нови 13 милиони тони пластика кои завршуваат во океаните секоја година според извештајот на Обединетите нации од 2018. За секој проблем вообичаено има решение. Да се надеваме на решение што поскоро. Останете во добро здравје, се гледаме утре. Пријатно.